Помина речиси 15 години како крстарам низ Богомилскава регија, каде што во изминативе неколку години направив документарни записи за речиси 20 богомилски села од вкупно 35-те, како и за планинските горостаси Бабуна, Даутица, Јакупица, секако не изостивајќи ги документарните записи за реката Бабуна. Ете како што вели народот, Господ милувал Богомилскава регија и натаму да ја крстарам, да ги надополнам моите досегашни историографски сознанија со нови за оваа регија. Но никогаш не доаѓаше редот да направам документарен запис за Богомилското село Бистрица и за ова Богомилско село да направам документарен запис за неговото историско битисување, се со цел да остане запаметено во колективната меморија на македонскиот народ, за да не биде покриено од правда на заборавот, затоа што, како што вели народот, не кога сакаме ние, туку кога тоа Господ ќе го каже. Почитувани мои, помина речиси 5-6 месеци оба 2024 во Господово лето, кога со бистричанецот Аце Николовски начелно се договоривме да направам документарна репортажа за селото Бистрица, патувајќи во возот, јас во правец на градот Прилеп, а тој во правец на Богомила, кога на сам ден на верскиот празник раѓање на Свети Јован Крстител, меѓу народот попознат како Иван ден, рано из утрината ми задзвони мојот телефон и го слушнав гласот на мојот пријател Аце Николовски, кој ми велеше: Зоране, стар пријателе, дали знаеш ти што направиш со документарниве репортажи за нашиве, како што ти ги нарекуваш, заборавени села во Република Македонија, посебно за Богомилскиве? Знаеш ти дека со ова ти што го правиш, кој порив им го даваш не само на нас, постариве генерации, туку и на младава генерација македонци, затоа што ова ти што го работиш од Бога ти е дарено. Зоране, стар пријателе, имам еден предлог, а знам дека ќе го прифатиш, да дојдеш во Бистрица за Петровден, да направиш една документарна емисија за Бистрица, а воедно и за манастирската слава, посветена на апостолите Петар и Павле, чие име на овие простори го носи нашиот манастир. Што велиш, ме праша? Договорено, одговорив. Браво, збре Зоране, алал ти вера, бре пријателе, мило ми е што не си заборавил на зборот што си го дадовме во возот, кога се запознавме и убав муабет си сторивме. Јас уште сега на моите соселани ќе им кажам дека за Петровден голем гостин ни доаѓаат во селото. Се ќе ти биде организирано, додаде Аце Николовски. И навистина така и бидна. За Богомилското село Бистрица, како по стар обичај, тргнав со мојот стар пријател и сопатник, со мојот джип, со камазот, ден пред Петровденските празници, рано во бугрите, уште петли непропејани, најсетне по автопатската делница Скопје-Велес, продолжувајќи по магистралната делница Велес-Богомила, пред железничката станица Богомила, кај железничката постојка Бистрица, свртувајќи десно по 5-километарското асфалтирано Бистричко џаде, пред самото изгрејсонце пристигнав во селото Бистрица, каде што ме пречека Аце Николовски со неговите соселани. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе во селото Бистрица, мештаните од ова село да ми ги раскажат нераскажаните приказни за историското битисување на ова село, воедно да ми ги раскажат старите адети и обичаи за Петровденските празници, посебно за Петровденското празнување во нивниот многовековен манастир посветен на апостолите Петар и Павле,
меѓу богомилчани попознат како Бистрички манастир, а сето тоа преточено во документарен запис со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Кај си бе, Аджио, куќо стара, мој пријателе? Здраво, живо. Ален си ми? На помош. Нека живо, добро. Ете, Господ денес не донесе овдека во селото Бистрица. Паѓатова под Богомила, не? Под Богомила, да, под Богомила. Амно па и дело по година. Слушај, сполајмо, денеска доаѓаме на заслуго за Петроен. Да. Вечер ќе одиме обрчиво во манастирот. Утре ќе има зули тапани тука. А после да продолжуваме во Прадиште. Прадиште после за слоговичината во Прилепче. Од пиварата. Браво. Не чекаат гости бе. Додиме. Ајде бе полека. Так. Иначе арен добар. Так. Имаме 4 деда. О, давајчине бе. Има бе, бацанова луѓе. Има. Ајде излази да се видиме. Здраво, Жио. Јас сум Зоран Марио филм. Јас сум Венко од Бистрица, Венцислав. Драго ми, тој ми е колегата. Јас сум Димче, заедно со Венцислав, јас сум Билани. од Бистрица. Работници. Патуваме заедно низ Македонија. Ете дојдовме тука во селото Бистрица за Петровден. Така е. Не селото Луѓево. Луѓето селото така е. Овдека овој многумине ми рекол дека и Тука. е кооперацијата, односно така. Ќе може овој да... Може. Така. Така. Вале оди. Седете, повелете. Ова е Зоки, најстариот домаќин во овие куќи. Здраво, Жио. Ален си ми. Добар. Како ти е името? Благој. Благој. Што години имаш? 70 вече. Така, добро. Здраво. Донесам друг стол. Але добар. Добро. Твоето име? Беле. Беле. А твоето? Што години имаш? Ало. Моето зрно. Твоето? Душа Седановски. Така. 50 си. Ете, 49. наминане тука во селото Бистрица, овдека пред продавницата, пред другата кој што викаат, овој знаат да кажат намештарите од селото Бистрица, наминале овдека да ни ги раскажат многу приказни за историското битисување на ова село, што нивните приказни им ги раскажувале од нивните дедовци и баби, за да ги пренесеме не само на младото поколение од селото Бистрица, до сите македонци за овие приказни кои се дел од историското битисување на ова село, да не останат покриени од правта на заборавот. Одека, како што напомнав, дојдов во селото Бистрица да направам нов документарен запис, меѓутоа и да бидам гостин на летната слава Петровден, каде што денеска попрво не му е летна слава на селото Бистрица Петровден, туку е Спасовден, меѓутоа на патронот на ова село, на заштитникот на ова село, тоа е апостолите свети апостол Петар и Павле, кој што чие име го носи исто имениот манастир. Вечерот ќе бидеме горе во манастирот, на заслогот, на вечерната богослужба, а утре зутрина ќе бидеме и на утринската богослужба, на пладнената богослужба на овој трпеза, а ќе бидеме исто така на онај соборскиот народ кој што ќе го заигра она наше тешко оро македонско, ама ќе запее она песна убава македонска, да сте ме здрави живе, исто така едном рекол, брате, сакаме да им пренесеме поголем дел од овој наш престој во селото Бистрица. Одиме во селото Бистрица, како што напомнав, да го направам овој нов документарен запис. Утринското бистричко небо беше кристално чисто, сонцето што туку изгреваше над планинскиот горостас Бабуна, сончевите зраци го милуваа селото Бистрица, вгнездено како орловско гнездо во североисточните пазови на планинскиот горостас Мочул планина,
Поволно окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски да го забележи секој детал од хоризонтот што го обкружуваше и многовековната бистричка селска идила, воедно и петровденските празнувања на селото Бистрица. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис како бистричани си го празнуваа Петровден во многовековниот манастир чие име го носи на првите рамно апостоли Петар и Павле, меѓу народот во Богомилско попознат како Бистричкиот манастир, предлагам да ги проследите моите сознанија за светите апостоли Петар и Павле во продолжение на оваа репортажа. Свети апостол Петар е роден во градот Витсаида, северно од Галилејското езеро, во семејството на рибарот Јона. Првото име му било Симон. Апостолот Петар имал брат кој се викал Андреј. Андреј, кој бил првиот Исусов апостол, го повикал Петар да се приклучи и да го следи Исус Христос. Петар бил еден од најомилените апостоли на Исус Христос. Како верен Христов ученик, Петар бил со својот учител во многу прилики во кои не биле другите апостоли, како што е преображението при воскреснувањето на Јаировата ќерка. Петар бил избран за нов апостол на местото на Јуда Искариотски. Кога римјаните дошле во Гетсиманската градина за да го однесат кај тогашниот управител на Палестина Ирод Агрипија, тој жестоко се спротиставил на тоа. Но подоцна и 3 пати се откажал од делото на Христос, за кое подоцна се покајал. Апостол Петар го ширел и проповедал христијанството во различни држави, а најпрвен во Палестина и Мала Азија. Апостол Петар во 42-та година дошол во Ерусалим, каде што од страна на тогашниот управител на Палестина, Ирод Агрипа, бил протеран во Антиохија, денешна Сирија. На 30 годишна возраст заминал за Рим. Во 43-та година доаѓа на Исусовиот престол, кој останува до 61-та година. Во 61-та година со Римската империја владеел Нерон, голем безбожник и тиранин, противник на христијанството. Петар, затоа што бил голем поборник на Христовата вера, бил трн во очите на еврејските свештеници. Тие го наклеветиле Петар за богохулие на властелинот Нерон. Тој го осудил Петар на смрт со распнување. Петар ги замолил римските легии да го распнат со главата надолу, затоа што не е достоен да умре како својот учител. На 12 јули, по стар стил, во 61-та година, светиот апостол Петар го завршил својот световен живот. Апостол Павле е еден од најважните светци во проповедањето и распространувањето на христијанството. Познат е како 13-ти Христов апостол. Роден е во Тарс, во Килкија, денешна Турција. Неговото световно име е Савле, кое се сопаѓа со македонското име Саве. Од рабинот Гамелиел бил подучуван на фариејството и Талмудот, каде што за време на Римската империја бил еден од главните членови на антихристијанскиот еврејски совет, во чии активности спаѓа прогнувањето на христијаните и погубувањето на светителот и маченик Свети Стефан, кој го одобрил и самиот Павле. Светата пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите свети. Во Библијата е запишено дека Павле, како дел од римските легии, кои патувале кон Дамаск, видел необична светлина, од која тој ослепил и го слушнал гласот на Господ од небото, кој му рекол:
Савле, зошто ме прогонуваш? Јас сум Исус, кој што ти го прогонуваш. Оваа негова средба со Исус Христос представува пресмртница во неговиот живот. Во градот Дамаск, апостолот Варнава во Сириската црква го покрстил апостол Павле, со што го прифатил учењето Христово и станал еден од најголемите проповедници на христијанството. Апостол Павле имал 4 мисионерски патувања, и тоа во Антохија, Килкија, Кипар, Ефес, Атина, Коринт и Шпанија, а 2 пати престојувал во Македонија, проповедувајќи го христијанското учење. Во 67 година, на 13 јули, апостол Павле бил погубен во Рим, а на местото по неговото погибие се отвориле 3 силни извора, каде што подосна е изграден манастирот 3 фонтани. Аки пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Господи, Почитувани мои, како мештаните од селото Бистрица си ги празнуваа Петровденските празнувања во многовековниот Бистрички манастир, посветен на апостолите Свети Петар и Павле, ќе проследите во продолжение на оваа репортажа. Најважните аспекти на православниот христијански живот се постот, молитвата, исповетта, литургијата и причестувањето. И постот и молитвата имаат за цел да му помогнат на човекот полесно да ги надмине сите тешкоти што му предстојат и да го заслужи Царството Небесно. Значајна карактеристика на црквата се светителите кои со своите животи и дела многу придонесле за благосостојбата на црквата. Уште тука на земјата, усовршувајќи се во христијанските доблести, тие се зближија со Бога и го заслужија вечниот живот и Царството Небесно. Многумина од овие светци правеле чуда за време на својот живот, ги лекувале тешко болните и многумина ги утешиле и ги воделе на вистинскиот пат. Некои и по смртта правеле чуда преку своите нераспадливи мошти. Чудата на светителите се една од многуте потврди за вистината на православието. Најважната улога на православните цркви е да служат како место каде што верниците ги пренесуваат своите молитви на Бога, а најважниот дел од црковниот живот е светата литургија, тоест богослужба, која се служи во недела и други празници во храмовите. Покрај литургијата има и утрински и вечерни молитви, часови и бденија, кои имаат и едукативен карактер. Литургијата ја служи свештеник со присутните верници, а со помош на химнал, кој не е потребен доколку народот знае да одговори на литургијата. Собрани на овој начин за заедничка молитва и благодарност кон Господа, свештеникот и верниот народ, засенчани од мистичното дејство на Светиот Дух, ја представуваат вистинската Христова црква. Божичните и великденските литургии, како и сите други празници поврзани со животот на Исус Христос, имаат најголемо значење во животот на православните. Посебно значајна е богослужбата во Велика Сабота, кај неговиот свет гроб во Ерусалим, при која чудесно се појавува милостивиот оган, кој го представува видливото појавување на Светиот Дух и потврдата на воскресението на Исус Христос. По призивот на Светиот Дух, Ерусалимскиот патријарх
го прима огнот на својата свеќа и им го предава на присутните. Верниците тврдат дека пожарот не предизвикува изгореници при допир, ниту пак чувство на висока температура. По призивот на Светиот Дух, Ерусалимскиот патријарх го прима огнот на својата свеќа и им го предава на присутните. Верниците тврдат дека пламенот не предизвикува изгореници при допир, ниту пак чувство на висока температура. Најважното дело на кое се заснова литургијата е Библијата, која ги вклучува Стариот и Новиот Завет, како и Светото предание. Новиот Завет, кој го представува животот и учењето на Господ Исус Христос, е особено важен за православието. Православието се изразува преку конгрегационализмот, тоест преку искуството на собирање на црквата, бидејќи таа е вистинска заедница во Светиот Дух. Се заснова на почит кон Господ Исус Христос и неговите учења, Богородица и светите отци. Светите отци за православието представуваат само помошници и воопшто помагачи во комуникацијата на човекот со Бога, а иконите во православието представуваат место на благодатно присуство, прозорци кон небото. Почитувањето на светите икони не се заснова само на самата содржина, туку и на вербата во благодатното присуство на таа содржина. Богослужението во православието е многу обемно и сложено, а се карактеризира првенствено со три основни карактеристики. Во православието, богослужение со највисоко христијанско вдахновение, најскапоценото наследство на антиката е комбинирано со духовната визија за убавината на овој свет. Православието се карактеризира со религиозен реализам. Православната литургија го содржи споменот на сите црковни настани. Карактеристика на православието е космизмот. Православието е насочено не само кон човечката душа, туку и кон целото создание. Дополнително, православието следи мистично искуство кое предпоставува излегување од себе и духовен контакт со божествениот свет, особено во светата тајна Евхаристија, која е врв на православната религиозност. Конечно, православието не познава морал кој би можел да се одвои и третира како посебна филозофска област. Православието го извлекува моралот од догматиката, така што моралот е практична примена на догмата, тоест начин да се спаси човечката душа. Црквата представува градба, односно објект, со намена за обавување на христијански верски обреди. Црквата се состои од три дела. Припрата, односно нартекс, каде се палат свеќи, наос, средиштен дел и олтар. Во внатрешноста на црквата се наоѓаат икони и фрески на кои се насликани светци. Потребата од црквите произлегла од редовните средби на христијаните на почетокот во приватни куќи, а подосна, како што се зголемувала заедницата, се јавила потреба за поголем простор, наменет за богослужба. Голем замав градењето на цркви земало за време на царот Константин I. Првите христијани биле жители на Палестина и нивните богослужби се одвивале во приватните куќи и во синагогите. По првата еврејска војна почнало да се престанува со богослужење во синагогите. Во сирискиот град Дура Европос, на западниот брег на Еуфрат, на римската граница, при обсадата на градот од страна на партите во 257 година, уништен е градот, но била сочувана црква и синагога кои биле украсени со фрески. И двата објекти
биле пренаменети од приватни куќи во верски објекти. Со Миланскиот едикт и поддршката која ја давал царот Константин I, дошло до голем градителски замав на градење цркви. Црковната архитектура од тоа време била пример како треба да изгледа една црква во наредните векови. Тука спаѓаат Базиликата Свети Петар и Базиликата Свети Павле. Источниот тип на црковна архитектура се заснова на впишан крст со купола во средината. Својот почеток го има во изградбата на храмот Аја Софија во Цариград. Овој тип на црковна архитектура има влијание се до денешен ден во источните цркви. Христијанските храмови се поставуваат во правец исток-запад. На источната страна од храмот се наоѓа олтарот. Се смета дека олтарот е најсветиот дел на црквата. Во олтарот се наоѓаат трпеза, односно престол, проскомидија и џаконик. На престолот мора да има антиминс, свето евангелие, крст, дарохранилка во која се наоѓаат материјали за присуствување на болни лица, мирносоница, потребна за свето крстење и свејчи, кандило и службеник. Проскомидијата е место во олтарот каде се чува се што е потребно за богослужба. Путир, дискос, копје, лажичка, одела за служба. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, за мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божји, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За блаженејшиот архиепископ наш Охридски и Македонски Михаил, за честното свештенство во Христа ѓаконство, за сиот клир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, за неговата држава и војска и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, за овој град, за секој град, за секоја земја, за нашата земја и за сите што живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, помилуј. За благотворен воздух, за изобилие. Нека дено за години. До година село Подројно. Бојка, те снимам. Да те снимам и тебе. Гледај вамо.
Фантастико, нашата колешка Лидија Спасовска, за сите вас среќен празник, пријатно и добро расположение, да сте живи и здрави, да се гледаме вака долги години. Среќен празник од групата, специјално и од организаторите. Сонце се разбуди над сите твои бисер градови. Станете сите македонци, стари, млади, средовечни. Денот за сите исто почнува со Господа преслава Илија. Да сме живи, да сме здрави, дај ни Господе со многу среќа, радост и пари, со љубов Твоја благослови. Да сме живи, да сме здрави, овде и секаде. Чувај ме Боже и милост дај ни, кај по светот да живееме. Станете сите македонци, стари, млади, средовечни. Денот за сите исто почнува со Господа преслава Илија. Да сме живи, да сме здрави, дај ни Господе со многу среќа, радост и пари, со љубов Твоја благослови. Да сме живи, да сме здрави, овде и секаде. Чувај ме Боже и милост дај ни, да и по светот да живееме. Од Баба Љуба, среќен празник на сите гости, пријатно и добро расположение. Браво, Баба Љуба! Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе во селото Бистрица, мештаните од ова село да ми ги раскажат нераскажаните приказни за историското битисување на ова село, воедно да ми ги раскажат старите адети и обичаи за Петровденските празници, посебно за Петровденското празнување во нивниот многувековен манастир посветен на апостолите Петар и Павле, меѓу богомилчани попознат како Бистрички манастир, а сето тоа преточено во документарен запис со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборовот.